Добро се работи на патот, на изграда на патот Трстеник, на локалниот пат Трстеник Манастирец. Сега се уште не сме во фаза на асфалтирање, меѓутоа еве можам да кажам дека сме тука во втората фаза од тампонирањето. Мислам дека е познато тоа дека добрата подлога е предуслов за квалитетно завршување на асфалтирањето. Овој проект е во соработка со Агенција за финансиска подршка и развој на земјоделието во висина од 20 и скоро 22 милиони денари. И тоа е локалниот пат Трстеник Манастирец во должина негде близу 3 километри, односно 2,9 километри. Што всушност добиваат граѓаните од изградбата на овој локален пат? Мислам дека придобивката е повеќе кратна. Пред се однесува на безбедноста на одвивање на сообраќајот, односно на оној дел од сообраќајот каде се движат земјоделските машини. Се скратува патот према Росуман и Кавадарци, се подобруваат условите за земјоделските производители своето грозје да го достават до винарската визба Гоце Делчев и уште многу други придобивки кои со овој проект ги добиваат граѓаните на Трстеник и на Манастирец. Се очекува изградбата на овој дел да заврши негде до 25 ноември. За сега како што гледаме дека и временските прилики не одат во наша корист, меѓутоа како и да е, еве нека не е 25 ноември, би можеле тоа 1 декември, евентуално почетокот на декември да ја завршиме, со што овој дел од изградбата на локалниот пат ќе го заокружиме. Верувам дека комплетната програма за изградба на инфраструктура дека негде до средината на декември ќе биде завршена.